Пештерата се наоѓа на источните падини на планината Жедан, на 450 метри надморска височина, во близина на скопското село Рашче, а до неа води оштетен макадамски пат на кој нема знаци и насоки. До пештерата може да се стигне и преку неколку кози и пешачки патеки. Со нас е универзитетскиот професор Драган Колчаковски, кој што го посветил својот работен век на проучување на македонските пештери, со посебен фокус на Дона Дука. Да продолжиме во прво истражуваната пештера во Република Македонија на денешната територија. Петар Јовановиќ истражува пештерата во должина од 200 метри, а следните истражувања, 59 година објавени резултатите во едно словенечко списание од професорот Манаковиќ, што е мојот професор по геоморфологија. Истражувањата на пештерата се продолжени и вкупната нејзина должина сега на сите канали е 650 метри. Пештерата е богата и со пештерски украси од различен вид. Во хидрографски поглед, Дона Дука представува сува пештера, но богата со жив свет. Во овој посебен биотоп, значи каде што владее постојана темнина, константна температура во текот на годината околу 12 степени Целзиус, постојано влага и исклучително мало количество на хранливи материи, сепак постојат живи организми кои се присутни во оваа пештера и прилагодени на таквиот начин на живот. Дона Дука, покрај својата вредност, останува незаштитена од посетители и безактивен управувач. Доаѓа местното население, овде може да забележите прави некои графити. На почетокот на пештерата се фрла различен отпад и така натака. Горе на самата пештера има некое трло или што директно загрозува пештерата. И од сите овие причини пред 7-8 години направивме еден мал елаборат, студија за оваа пештера да се заштити, да се прогласи како споменик на природата. Дона Дука остана зад нас чекајќи градот Скопје да донесе одлука и да ја стави под активна управа и заштита.